Здраво, јас сум Милана Стаменко, ученичка со во основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочана и сум тето одделение. Денес ќе ви раскажам дел од книгата Тајната граѓа. Автор на оваа книга е Франсис Барнет. Главни ликови во оваа книга се Мери, низините родители, низиниот чичко, нивните слуги и низината дајка. Делот, односно настанот, кој мене најмногу ми се допадна е следниот. Откако мајка и на Мери ја родила Мери, таа и низиниот татко не сакале да се грижат за Мери. Затоа, тие плаќале слуги и даделка кои се грижеле за Мери. Мери секој ден станувала се понервозна и имала збрчкано лице. Кога едно убаво утро незината даделка не ја разбудила, туку незините слуги, Мери била многу лута. Таа ги прашала каде е незината даделка. Тие ја рекле дека незината даделка ќе се врати за неколку часа. Мери нестрпливо ја чекала во незината соба. По 2-3 часа таа се симнала во дворот. Тамо ги слушнала незината мајка како зборува со еден млад убав човек. Таа му кажувала на него како таа била многу глупава, бидејќи останала таму само заради да биде на една забава. Тогаш се слушнала еден гласен вресок. Мери се исплашила и веднаш се качила горе во незината соба. По неколку дена во незината соба влегле едни луѓе. Тие ја објасниле дека имало некој убиец кој ги убил незините родители, слугите и незината дајка. Продолжиле да ја објаснуваат како таа ќе мора да оди на едно непознато место. И рекле дека таму има деца кои што ќе сакаат да се дружат со неа. Мери мислела дека ќе и биде забавно, но откако отишла таму и се запознала со децата, таа многу се разочара. Децата не сакале да ја даваат ниту едно од играчките, цело време ја навредувале. А мајка и на нивните деца воопшто не е било гајле за Мери. Таа и незиниот татко биле многу лути, бидејќи Мери цело време се жалела за нивните деца. Таа ја објаснила на Мери дека ќе ја испратат кај незиниот добар чичко. Но децата разговарале со неа дека незиниот чичко ќе бил многу лош, невоспитан, воопшто нема да ја биде забавно и дека ќе ја биде многу лош. За да знаете, дали децата ја зборувале вистината? Што се случило понатаму? Зошто оваа книга го носи насловот Тајната граѓа? Одговорите на овие прашања ќе ги добиете само доколку ја прочитате книгата Тајната градина. Ви благодарам на вниманието и довидување.